Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Кога ја презеловте општината, имавте блокирана сметка, блокирани јавни предпријатија. Од оваа перспектива, после 4 години, што беше причината за тоа? Превработеност, лошо менеджирање или корупција? Па главната причина за блокирање и на јавните предпријатија и генерално на општините, покрај сегментот за лошото менеджирање со ресурси, дополнително главниот проблем е токму државата, бидејќи сите тие јавни предпријатија должат кон државата. Ке го земам примерот на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Неплатен ДДВ во текот на 2005, 6, 7 и 8 година. Основниот долг се движи околу некаде 20 милиони денари, а каматите на таквите долгови се движат на 100 милиони денари, што значи државата ги цица по основ на камати оние кои што и должат и не сака да ги отпише. Дополнително имавме во периодот на 2004 и 2006 земено кредит за имплементација на МЕАП проектот, бидејќи знаете во конфликтот 2000 година Куманово остана без вода и без водоснабдување кога се затвори Липковската брана. Кога се пушти системот повторно во функција, дојде до големи и огромни дефекти на постоечката водоводна мрежа и во тој период градот мораше да подигне кредит од Европска банка за обнова и развој, во кое што кредит гарант беше државата. Тој кредит беше некаде во износ од околу 3,5 милиони евра. Јавното предпријатие не беше во кондиција да го сервисира. Ние секако сега, овој период го вративме овие 4 години целосно тој кредит, но дополнително плативме повеќе од 115 милиони денари или приближно 2 милиони евра камати кон државата, што е погубно. Значи, не е дозволиво родителите да ги цедат своите деца, бидејќи сите ние општините сме сепак деца на државата и припаѓаме на државата. Потребно е со одредени законски решенија да се решат овие финансиски проблеми. И покрај тоа имавме 3 финансиски колабирани целосно предпријатија. Едното од нив беше и во целосна финансиска блокада, тоа беше Куманово паркинг. Успеавме да ги деблокираме, дел од нив да стабилизираме. Останува, значи, уште да тлее проблемот со јавно предпријатие Чистота и јавно предпријатие Водовод, додека Куманово паркинг и Куманово газ се веќе стабилни предпријатија. Пазаришта, јавно предпријатие Пазаришта е исто така предпријатие кое што тешко обстанува поради намалениот промет, ковид кризата и дополнително превработеност, и мора да кажам дека и дел од партиските вработувања се тие кои што создаваат сериозни проблеми во јавните предпријатија поради превработеноста. И во рамки на вториот мандат, сакале или не, ќе мораме да влеземе во еден репрограм или реорганизација на самите јавни предпријатија и одење на одредени поставки за јавно-приватно партнерство, како што беше случајот со јавно-приватно партнерство што го направивме со уличното осветлување, каде што денеска немаме огромни трошоци, туку имаме огромни заштеди и де факто имаме и улично осветлување. Претходно го немавме и јас кога дојдов како градоначалник 2017 година, лично на моменти бев фрустриран бидејќи немав мој да ги заменам уличните светла и многу пати се прашува па како тоа јас ќе менаџирам со градот и ќе ги решам огромните комунални проблеми кога општината нема можност да ги замени уличните светла, но го решиме тој проблем. Денеска Куманово е еден од најмодерно осветлените градови во државата и ние ќе продолжиме во делот на имплементација на смарт проекти, како што е тренд и секаде во светот. Вашите колеги градоначалници се жалат на бавно одлучување во делот на урбанизмот, донесувањето на урбанистичките планови, што ги спорува не со месеци, туку со години. Дали е тоа случај со Куманово? Да, ист проблем имаме сите. Граѓаните се соочуваат и поради бирократските, но и поради законските процедури и регулативи со една спора постапка. Премногу е оставен и простор со самиот закон на добивање на согласности од надлежни министерства и тие сите постапки одат многу споро. Се смени законот на оваа поле, но за жал нема некои сериозни разлики. Се обидуваме и вршиме дури и директен притисок од позициите кои што ги имаме, да овие постапки одат што побрзо.
Бев среќен кога пред некој ден видов дека издадовме градежна дозвола во некој неполн рок од 1 месец, што на пример во модерните европски држави трае 7 дена. А замислете, имаше случаи кога тоа траеше и по 150-200 дена. Се извинувам на граѓаните за ова, но таков е системот и тешко се менува. Особена пречка е тука законот за државните службеници, кој не ви дава од позиција на менаџер на општината да ги бирате луѓето со кои што ќе работите, бидејќи законот ги штити. И буквално во системот имате 70% на луѓе кои што експедитивно и квалитетно посветено работат, но 30% кои што буквално доаѓаат на работа само да си го поменат денот, знаејќи дека некој поединец се заложил за нив и застанал за нив за да бидат вработени таа работна позиција. Јас се соочив со тој факт, немав никакви лични намери кон никого, но сметам дека секој оној кој што треба да работи, треба да свати дека он на таа позиција доаѓа поради граѓаните, а не се граѓаните во општината тука поради него. Тешко се менува менталитетот, особено балканските навики, но како и да е, ние ќе продолжиме да се бориме со ова и да изградиме квалитетна, капацитетна и посветена администрација во функција на граѓаните. Што е предизвик за секој градоначалник во Куманово? Урбанистичко планирање, сообраќајен хаос, улици или образование? Па предизвикот е подеднаков во сите општини. Ние не сме богата општина, ја немаме среќата да имаме рудни наоѓалишта на наша територија, такви во државата имате 2-3, како што е Македонска каменица и Прилеп. Ја немаме среќата да бидеме градот Скопје, кај што се слеваат сите финансиски приходи и располагаат со огромни буџети. Располагаме со скромни средства, како и останатите општини. Приоритетите се исти, значи градење на елементарна инфраструктура во урбаните и урбано-руралните населби, подобрување на инфраструктурата во централното градско подручје, справување со стратегијата за изнесување на отпад, дополнително ширење на булеварите, нови кружни токови и секако решавање на сообраќајниот метеж, кој што не е само проблем на општината, но генерално е обврска на ресорот и Министерството за внатрешни работи. Кога имате присуство на сообраќајна полиција на одредени површини, не доаѓа до голема узурпација на јавно прометните површини. Но за жал гледаме дека барем во Куманово нивната активност не е на задоволително ниво и тоа го чувствуваат сите граѓани. Кога сакаат се ангажираат. Недозволиво е, например, узурпација на јавните паркинзи во градот да се врши токму од луѓе кои што се вработени во тие сектори и да не ги плаќаат своите давачки. Своевремено воведовме систем на нулта толеранција, функционираше 1 месец и потоа почна да доаѓа до состојби на реваншизми со вработените во оваа јавно предпријатие Куманово паркинг. Луѓето се уплашени и во одредени моменти не ги казнуваат сторителите на дела за недозволено паркирање на одбележено паркинг место, каде што согласно одлуките на Советот, кога ќе паркирате колата, да е на 1 час треба да пуштите порака. И ако тие во системот кои што се задолжени да се борат против тоа, не го почитуваат тоа, замислите како ќе се однесуваат останатите граѓани. И јас сум цврсто решен да се борам со оваа појава во мојот град. Ја чувствувам поддршката од граѓаните и верувам дека ќе успееме на оваа поле и мора да дојде до целосна, значи, професионализација на сите институции. Проектот со регионалната депонија во Свети Николе застана на именување на директор на јавното предпријатие, за каде инсистиравте дека треба да дојде од Куманово. Ќе останете ли на тој став и по цена да застане проектот? Не, јас никогаш не сум инсистирал дека директорот на јавното предпријатие треба да дојде од Куманово, тоа се погрешни информации. Само инсистира во рамки на формирање на одборот и телото на одлучување секоја општина во партиципацијата на ова заедничко јавно предпријатие да има еднакво учество на бројот на граѓаните на општината која што ја представува. Бидејќи во овој капитален проект општина Куманово учествува со најголеми средства и самиот отпад кој што ние го изнесуваме всушност има одредена вредност и со таа вредност ќе се капитализира заедничкото јавно предпријатие. Мислам дека ова е чиста дезинформација, инаку направивме одбор за избор на директор,
чекаме предлог од градоначалникот на Свети Николе, бидејќи му дадовме шанса тој како град домаќин на оваа фабрика да даде соодветно кадровско решение и очекуваме од ресорното министерство да предлогот го процесуира за да продолжиме со проектот. Дополнително очекуваме да се реализираат инвестициите за изградба на трансфер станиците на постоечките депонии, бидејќи во следниот период ние имаме за цел согласно проектот да ги затвориме постоечките депонии, ќе имаме голема трансфер станица на постоечката депонија во Куманово и конечно ќе отпочнеме со затворање на постоечката депонија да не депонираме смет од моментот кога ќе се направи инвестицијата за изградба на фабриката во Свети Николе. Интервјуто го правиме како осврт на последните изминатите 4 години од градоначалничкиот мандат. Што би направиле поинаку доколку добиете довербата во себе? Значи, би вложил само уште поголема енергија во дел на имплементација на проекти. Посветивме многу време на реализација на проекти за здрав живот на младите генерации. Во рамки на овој мандат имавме 2 изборни циклуси, еден председателски, еден парламентарен и дополнително оваа корона која што не ја посакува никој, а веќе трае 2 години, која што и самата одзема од општината одредени средства и ресурси, имаме пречки во работата. Но како и да е, интенцијата за градење на спортските капацитети, реконструкција на основните и средните училишта, дополнително доградба на 2 детски градинки, проширување на капацитетите, подигнување на нивото на хигиената, инсталирање на полуподземни контейнери во градот и изградба на кружни токови, давање на можност за поголема фреквенција во сообраќајот, решавање на тесните грла во градот и секако најгорливите прашања на граѓаните, а тоа е асфалтирање на големи патни површини во урбаните, урбано-руралните и руралните средини, бидејќи инвестиравме многу во одредени села, големи села, каде што имаме над 500.000 жители кои што живеат, со цел да, ако посакуваме чист град, првенствено мора да ги исчистиме и селата. Но хигиената е таа на која што ќе ставиме голем акцент во вториот мандат. Доградба на речното корито, веќе завршиме една фаза од речното корито, планираме да продолжиме понатаму, изградба на 3 училишни спортски сали и голем број на други проекти каде што немаме намера да застанеме. Нашата цел е да ги подобриме работните услови на нашите најмили и најмлади генерации во училиштата, бидејќи знаењето е токму најголемата сила која што ја поседуваме сите ние, тоа се стекнува токму во училиштето и непристрасен пристап во делот на водење на кадровската политика. Да дадеме приоритет на квалитетот, а не на политичкиот квантитет. Што остана нереализирано, планирано за Куманово од капиталните проекти? Продолжуваме со имплементација на проектот за гасификација. Сме една од 2 општини во државата и првата која што почна со гасификација. Сега јавното предпријатие е стабилно, во иднина ќе се бара стратешки партнер кој што е подготвен да влезе во таа инвестиција, но сериозен стратешки партнер или фирма со бонифитет која што се занимава со тој бизнис по примерот на Евана. Но имаме уште многу работи кои што ни недостасуваат во делот на инфраструктурата во урбани и урбано-рурални средини и изградба на подземна катна гаража во централното градско подрачје, бидејќи пристапот со модуларните катни гаражи или монтажни катни гаражи во овој момент е прескап и неисплатлив за инвестиција поради цената на челикот, каде што цената на чинење на вакви објекти излегува прескапо. Уредување на речното корито, изградба на нов кеј, реконструкција на еден постоечки парк, изградба на целосно еден нов парк и онаа што е најбитно, конечно, завршување на постапката на генералниот урбанистички план, бидејќи Куманово повеќе од 15 години нема генерален урбанистички план. Се најавува поголема децентрализација со поголемо зафаќање од ДДВ за општините. Верувате ли дека централната власт ќе се откаже од својот дел во интерес на побогати општини? Па, видете, сите кој како ќе дојде, без разлика кој политичар да дојде на позиција, сите ветуваат по голема децентрализација, но кога ќе треба самите себе си да се децентрализираат и да дадат поголеми средства на општините, тие некако се повлекуваат од таа идеја. Оваа влада
имаше една иницијатива пред 2 години каде што значително помогна на локалните самоуправи, бидејќи имаше голема дупка во буџетот од аспект на нереализација на буџетот. Останаа вишок средства кои што беа поделени на општините, но не беа поделени на еден, како да кажам, конструктивен начин, бидејќи одредени општини, тие кои што беа најзадолжени, добија најповеќе, а тие кои што добро си ја вршеа работата не добија ништо. Тоа е примерот, последниот пример и со Арачиново. Значи, вие немате даноци и такси наплата 0 денари, а вие одвојувате од буџетот чисти средства и ги давате на една општина која што не се грижи за покачување на финансискиот бонитет на општината. Ние успеавме да собереме огромни сопствени средства, граѓански средства и сами да ги решиме финансиските проблеми на општината. Она што го добивме од државата, нешто по 2 милиони денари во таа поделба, кога општина Охрид, например, доби некаде 10 пати и повеќе од нас. Тие средства по пат на камати и други давачки ги вративме на државата и излезе дека државата ни ги даде нашите пари кои што претходно ги дадовме двојно повеќе. Но како и да е, децентрализацијата е неминовна, доколку сакаме да бидеме членки на Европска Унија, а веќе сме членки на НАТО, ние ќе мораме да спроведеме суштинска децентрализација и парите од ресорните министерства, буџетските, државните пари ќе мора да се пренесат на располагање. Едноставно не можете да правите регионален развој со 2 до 3 милиони евра во најнеразвиениот регион во државата, а тоа е североисточниот, каде што се Куманово, Криоба Паланка, Кратово, Старо Нагаричане и Липково, и доколку сакаме да ја предвижиме државата напред со имплементација на регионални проекти, тогаш државата ќе мора да обезбеди многу поголеми средства и да импутира. Јас ќе ви кажам, значи, имавме апликации во Агенцијата за рурален развој, кои што аплицираме со 3 проекти во овие 4 години, иако согласно законот сите проекти аплицирате еднаш годишно, ние аплициравме врз база на повиците, бидејќи имаше само еден повик до сега со 3 проекти, 2 ни беа усвоени, едниот не ни е усвоен. Тоа се можности за сите општини да аплицираат таму. Еве до ден денеска 50% од тие износи ни се платени, 50% се уште парите ги нема, и тоа е случајот со најголем дел од општините во државата, и ние моравме од нашите буџети општински да обезбедиме средства и да ги платиме кон добавувачите, бидејќи ќе не утужа. Дали изминативе 4 години значајно ви ја сменија улогата, односно перцепцијата за улогата на градоначалник во однос на период кога ја презедовте општината? Па, јас претходно улогата на градоначалник ја доживав на еден поинаков начин. Мислев дека градоначалникот е повеќе представнички орган на граѓаните, но суштина сватив дека градоначалник треба да се занимава исклучено со менаџирање на работите, не само со представување, и на еден начин хаусмајстор на градот. Затоа кога тргнав и станав градоначалник, во првите неколку месеци и дрес кодот, бидејќи дојдов од собрание, беше друг, значи секогаш вратоврска оддело и така натаму, а потоа се облеков во патики, во фармерки и во маичка и континуирано. Значи работам така, бидејќи не можете да излегувате на терен директно со граѓаните да примате странки, мора да бидете и облечени соодветно за да се чувствувате комотно, но секако одговорноста е голема. Но секако дека има и бенефицијата, а главната бенефиција е публицитетот кој што го добивате од самата функција, и кога ќе дојдете и ќе решите одреден комунален проблем и го гледате задоволството на граѓаните од тоа решение, во тој момент се чувствувате среќни дека сте за миг направиле одреден поединец или група среќна, бидејќи жално е што зборуваме во 21 век за асфалтирање на улици, но тоа е реалноста во Македонија. Во една прилика рековте дека вашата партија им дава шанса на градоначалници кои нема да се спротивстават на партиското раководство, а не на оние кои мислат со своја глава во интерес на граѓаните. Кога ви стана јасно дека СДСМ ќе се откаже од вас? Не сум рекол вакво нешто. Само реков дека оние кои што се послушни добиваат можност, оние кои што се пркосни не ја добиваат, и тоа се покажа на дело. Не се откажа мојата партија од мене, туку некои поединци во раководството на мојата партија имаа за цел да доведат до ваква ситуација и за жал успеа во тоа, но Максим Димитриевски
Јас лично сум социјалдемократ. Со целото моје семејство од 95 година наамо, со најголемиот круг на луѓе со кои што сум обкружен, се исто така социјалдемократи. Најголем дел на поддржувачите на оваа граѓанска иницијатива се социјалдемократи. Не може да ме избрка никој од СДСМ. СДСМ е толку мој колку што е и нивен, и тоа е заеднички, го создаваме генерации и генерации наназад, и чекам да ме повикаат согласно статутот да разговараме на оваа тема. Во Куманово на овие избори ќе изгуби СДСМ, но повторно ќе победи СДСМ низ призмата за проектот за наше Куманово. Во повеќе интервјуа ги истакнавте слабостите на системот кои сега го водат вашите сопартици. Против каков систем треба да се бори обичниот граѓанин? Па видете, кога не бираат на овие одговорни функции, ние доаѓаме како кандидати од политички партии или како независни кандидати, но сме општествено одговорни луѓе и не смееме да бидеме слепи при очи на случувањата кои што не обкружуваат. Нели, живееме во демократија. Развиваме демократијата, но треба да ја развиваме и внатрепартиската демократија. Ако кажете на некој во партијата внатре дека имате забелешки на одредени работи, а тие повторно се повторуваат, тога имате обврска да го кажете тоа е јавно. А особено како што беше случајот во ковид кризата, каде што се става интересот на граѓаните или пак политичкиот интерес, јас ги бирам граѓаните. За мене националниот, државниот и граѓанскиот интерес е на прво место, а потоа доаѓаат партиските интереси, бидејќи државата е се што имаме. Ние имаме вложено во оваа држава многу, а особено нашите претходни генерации и предци кои некои од нив ги дале и своите животи. Кога разговараме, значи, на 11 октомври и ги повторуваме делата кои што ги направиле нашите предци, токму на оваа локација на спомен Костурница, а неколку дена подоцна зборуваме дека бугарите биле администратори во Македонија или пак бугарите ја ослободиле Македонија, тоест бугарските сили во тоа време, значи тоа се апсолутни невистини или елементарно непознавање. Моја должност е кога ќе го споменете мојот град да реагирам, бидејќи граѓаните тоа го очекуваат од мене, тие ја немаат таа можност да го кажат тоа. За жал тоа се разбра погрешно, иако драго ми е дека подоцна кажаните зборови премиерот дојде на моите зборови и се согласи со тоа, но како и да е оставило одредени лузни кои што се видоа на крајот во делот на поддршката. Како и да е, јас поддршката ја чувствувам секој дневна од граѓаните, бидејќи граѓаните земаат, даваат власт, но и ја земаат власта и верувам дека ќе знаат да изберат на 17 октомври. Кумановчани се пркосен народ, ние сме револуционерен град, имаме една генеза која што ни создава еден темперамент во секое семејство дома. Не трпиме притисоци и не дозволуваме многу кога се работи за правда и неправда, неправдата да не влече кон нивна страна, туку секогаш стоиме на страната на правдата и се бориме за нашиот град и за нашата држава. Какви избори, каква кампања очекувате? Па јас ќе водам максимално позитивна кампања, имам намера да излезам да ја представам програмата и да продолжам со она иста програма со која што тргнав, бидејќи во неја има проекти на 2, 4 и 8 годишни период имплементација, да ја надоградам истата програма и да им го понудам најдоброто на кумановчани, но на една реална основа, бидејќи претходно во предкампањата јас бевме сведоци дека се нудеа различни решенија за градот кои што се ама далеку од објективни решенија, бидејќи не можат да бидат решени, не зависат од општината, туку зависат од одредени приватни субјекти. Вие не можете да реконструирате хотел во центарот на градот како општина, ако хотелот е туѓа собственост. Значи, тоа е туѓа собственост и немате надлежност на тоа. Но секако ќе понудам објективни и реални решенија и ќе водам позитивна кампања. Очекувам и веќе се случуваат огромни притисоци врз членовите на партијата, поддржувачите кои што се околу мене и ги разбирам луѓето, но пак ќе апелирам до нив. Притисокот во Куманово не поминува. На крајот сепак ние заокружуваме со собствено убедување и собствена мисла на кого ќе му ја дадеме поддршката, а обврската на мене и на мојот тим на луѓе на советничката листа ќе биде да им објасниме на кумановчани дека токму опцијата за наше Куманово е најдоброто реално решение за градот. Она што е најбитно, кој да дојде да седне на позиција градоначалник во општина Куманово. За прв пат во историјата на овој град ќе има еден стабилен буџет и жиро сметка со над 4 милиони евра кои што ќе бидат во функција на развојот на градот. Благодарам многу. Благодарам и на вас.
Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk